Благодаря, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван народе македонски. Пред нас е Законот за социјална заштита, кој направи една неправда во 2019 година, закон донесен од Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија, со тоа што случајно или ненамерно, според мене намерно, се изоставија лицата со возраст постари од 65 години, односно се изоставија од можноста да имаат личен асистент. Ова во суштина беше многу лоша порака и се уште е, и затоа предлагаме ова да се исправи, затоа што со вакви одредби, со вакви закони, во суштина ние праќаме една многу несериозна порака, дека лицата над 65 години не интересираат, дека тие се возрастни и дека не се предмет на државата. Ова не смее да биде случај во Република Македонија, ако во уставот на државата се декларираме како социјална држава. За мене лично, само ова фалинка на законот, која видовме дека во меѓувреме си ги покажа сите своји перформанси, односно реакција кај луѓето, не прави несоцијална држава. Значи, вакви несериозни работи не смеат да се случуваат во иднина. Може би во намерата да кратите трошоци, ако ова може да се рачуна за трошок, со тоа што ќе овозможете лична асистенција на сите граѓани на Република Македонија, па и на тие постарите од 65 години, не сакам да поверувам дека повторно направивте еден обид да скратите трошоци за да останат во буџетот. Потипично за Социјалдемократскиот сојуз е да направите некоја комисија која ќе ги преанализира некои барања, па така да ги селектирате луѓето. Меѓутоа, ова е драстично неправда, односно несоцијална мерка. Затоа предлагаме да се исправи грешката, да не должам многу. Се радевам дека позитивното мислење од владата и ќе преовладува и кај пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и ќе овозможиме на лицата постари од 65 години да можат да имаат личен асистент, нормално, согласно методологија која е пропишена. Таа методологија не ги опфаќа повторно сите лица, секогаш имаме барање плюс, меѓутоа барем на тие што најмногу и треба помош од овој тип лична асистенција да се овозможи. Инаку се овозможува делумна лична асистенција, односно 80 часа месечно, што на некој начин само делумно ќе и олесниме на тие луѓе да можат да ги извршуваат најосновните човечки обврски кои не се во можност да ги извршуваат. За жал, грешки се прават во законодавството, без разлика што доаѓа законот од владата, без разлика што парламентот се произлегол по овој закон, сега имаме можност да ја поправиме на некој начин оваа грешка. Според моје длабоко убедување, овој закон во ова решение, сегашното од 2019 година, не е ни уставно. Не може за лице со 64 години да постои можност за лична асистенција, за лице со 66 години да не постои можност за помош лична асистенција. Тоа не е уставно, тоа е делење на граѓаните по некоја категорија. А знаеме, реков, се дефинираме како социјална држава. Сме земале обврска пред граѓаните на државата, пред граѓаните на Република Македонија, дека ќе бидеме социјална држава. Спротивно е законот и на конвенциите за заштита на возрастните лица, и тука сме подписници и повторно овде потврдаме. Многу лесно ги подпишуваме конвенциите, меѓутоа кога ќе дојде во пракса нешто да се спроведе, тешко ни оди. Жалосно е, повторно ќе кажам, ако мислите дека со вакви мерки ќе заштедиме.
со кратење кај возрастните лица, со обидот за укинување на социјалниот, за оброкот кај студентите. Ова само не прави несериозни како политичка номенклатура која работи во моментот, не прави несериозна како држава. Многу поферски е да почнете да размислувате да кратете од луксузите на владата, ќе се добијат многу повеќе пари отколку што е потребно за овие лица. Да не зборувам за решавање на криминалот и корупцијата кој е присутен во секоја пора на државата и секој ден излегуваат нови и нови афери и ниту милиметар не сме се подместиле во таа борба против корупцијата. Тоа го направете, ќе останат пари и за возрастните луѓе, и за студентите, и за капитални инвестиции, и за развој на државата. Вака се надам во оваа ситуација да не должам многу, само ќе исправиме неправдата кон овие лица. Благодарам. Реплика Лидија Тасевска.